што продолжив. Како во Колумбија, ќе се погодуваме сега со криминалци, вие ќе лежите во затвор, изграете си го сам, само ако може да еден ден некој да ви рече здраво, здраво и толку со вас. Но за среќа, голема среќа, што нашиот стратешки партнер, меѓународните партнери знаат со кого си имаат работа и ни испратија тим за гонење на висока корупција. За прв пат во овие 32 години. И како што ДЕА апсеше наркодилери во Колумбија, така кај нас се апсат на плетвар началници на СВР, кои што до тогаш, внимавајте, обвинителството немало никакви предзнаења. Поима немало обвинителството дека началникот на СВР од Прилеп бил учесник во трговија со дрога. И замислете сега, господине Јовевски, да не беа нашите меѓународни партнери или нашиот стратешки партнер, господинот началник на СВР, кој што учествуваше и во изборен подкуп, тоа го знае цел Прилеп, бандитите кои што ден денес се активни во Прилеп, од кој што еден од организаторите на таа група е висок советник, беше кандидат за директор на АНБ, на Оливер Спасовски. Нормално вие не знаете за ова. Вие не знаете, вие за Прилеп знаете за некој ако има од ВМРО ДПМН, ако може да му фукнеме кривична пријава, зашто да не? Ајде нешто да се работи, но за овој не сте знаеле. Замислете, за овој што дива од дрога требало ДЕА да дојде да го фати, но за ова не сме знаеле. Вие и прешувате и сами си одговарате, дај дозволите човекот да ви нормално ќе му дозволам. Сега давам констатација, поширока ми е мислата. Си разговараме, си поставуваме прашање, тези си обработуваме. Разговарате, не му даваме право да одговори. Имате после и реплика, контра, до некаде престанете, нека одговори, па ќе продолжите. Нема ни контра репликата да ви ја ускратувам. Ја мислам дека поставивте, не си одговарајте само. Извинете, господјо Мираковска, вие сте правник, претпоставувам. Не знам, правник сте. Значи, ние тука не сме на судница. Не го обвинив ништо обвинителот. Тоа ми беше вториот дел кој што сакав да објаснам како ќе дојде одговорноста, но не. Чим имате забелешки, нема да навлезам во тој дел. Значи имам забелешки во тој, значи нема да ви биде ни контра репликата. Почнавте сами да си одговарате. Затоа што многу прашања поставивте. Оставете простор да одговори јавниот обвинител и продолжете после. Не, ја имам чувство дека станувате нервозни. Мислам дека атмосферата е во една конструктивна вака природа, во која што се поставуваат прашања, се одговараат, се даваат тези, се со цел затоа што ние како пратеници имаме надлежност секој извештај тука детално да го претресеме и како пратеник од аспект на интересот на моите избирачи можам да поставам какво прашање и да наметнам каква теза сметам дека е соодветна. Ниту сум го прекршил етичкиот кодекс, ниту сум некого сум навредил, ниту сум употребил погрден збор. Кога ми рековте да не употребувам такви изрази, да го задржам дигнитетот, сметам дека на ниво ја држам дискусијата. И стетствено на тоа додавам тези за да го формулирам прашањето или да дадам одредена констатација согласно јас како го перцепирам извештајот кој што обвинителот го представил пред нас. И сега да продолжам каде што застанав, затоа што и ете обвинителот бил заинтересиран да ми одговори. Општата перцепција или на што почиваат овие 3% е дека во оваа држава со све се тргува, се продава и све се купува. Дека во оваа држава можеме ние некого да земеме од партиски штаб, еве да бидам и само критичен, затоа што мислам дека некој од колегите сака да реплицира. Кога во времето на режимот, нели режим беше тоа, иако гледаме сега дека граѓаните не баш така го перцепираат тоа време, и заради катастрофалните политики на оваа власт не баш така некои сатанизирани ликови ги перцепираат, нормално заради тоа што направиле споредба, можеби нечие толку лошо владење било, па во суштина дај шта даш, само ова да не е. Иако ја тврдам дека може многу подобро отколку изминативе 32 години. Многу подобро можеме да управуваме и со државата и да конфигурираме одредени политики или да водиме одредени институции во државата. Дека
немало случај каде што некој бил од партија Земен, кој што прво има слика во партиски штаб, второ бил овластен представник господине Јовевски, што е за мене загрижувачки. Ги бранел ставовите на СДСМ со потпишан документ дека тој човек, таа личност, треба да ги брани позициите на СДСМ пред Државната изборна комисија, дали на неодредено место ќе се прегласува или не. Тоа беше 2016-та, кога требаше да има прегласување во ТРЦ. Таа господја била таму учесник. Сопругот нејзин на социјалните мрежи не поистоветува ние нас членовите на ВМРО-ДПМН со најпоградни изрази и ја ставаме претседател на судски совет. Значи сега повторно ќе правиме пилари во судство и ќе дојдете вие, ќе дојде Јолевски, тука ќе седи, ја не сум надлежен за ништо, ја не знам, ја ова, ја она. И така ќе се обидуваме да ги партизираме судове. Кога стрикно би зборувал за вашата биографија, вие сте за ова, како се викаше, судијка, што стана судијка на Уставен суд, во Тања Васич, во секој поглед супериорен. Супериорен сте и за искуство и све. Имаме судијка во Уставниот суд која што во животот не влегува никогаш во суд. Никогаш не влегува во суд. Никогаш. Значи, барем како учесник во некаква постапка. Извинете што вака може малце комично ќе звучи, не знае каде треба да седне судијата. Не знае судница како изгледа. Ако не беа овие судењава на членови на ВМРО-ДПМН, па да ги гледа оние театри со камери, со слики, најверојатно ќе не знаела како изгледа судница. И ние ја ставаме да биде уставен судија. И сега тоа е грешка на граѓаните или на политичкава елита која што вас ве предлага. Може би да на друг начин да бевте предлог за уставен судија, ќе беше и самиот однос поинаков. Вака на овој начин не ви прават услуга, туку ви направија на вашата можеби кариера долгогодишна во правосудниот систем на Македонија дамка. Токму тие што ве предложија. Исто така, оваа негативна перцепција во судството ја засилува мнението на јавноста на неказнивоста на одредени функционери. Па добро, логично се поставува прашањето што треба да направи уште министерот за внатрешни работи барем еднаш да биде повикан во обвинителството на распит. Што уште треба да се случи? Каков уште пропуст треба да има? Каков пропуст не е направен за да тој човек биде повикан на распит? Каков пропуст треба да биде направен? Какви докази треба да се приложат во јавноста за обвинителството да го повика на распит актуелниот премиер или поранешниот вице-премиер за злоупотреба на службена должност и за едно кривично дело кое што стои во кривичниот законник и кој што можеби вие не сакате да го видите, тоа е трговија со влијание. Дали не сметате дека не е трговија со влијание тоа што вице-премиер по завршување на сопствениот мандат гради фотонапонска централа од многу мегават часови и никој во држава не го повикува на одговорност? Или да бидете вице-премиер за економски прашања на сопствената фирма да си додевувате грантови, поволности, тендери. Кога сте вице-премиер, сопствената фирма да ја оттуѓувате на компанија од соседна држава преку контактите кои што сте ги направиле. И никој не е повикан на распит. Ниту еден човек не е повикан на распит. Што уште треба да се случи за да го повикате директорот на Електрани на Македонија на распит? Под добрен глас, па вие да излезете да кажете крив е, не е крив. Има основ за покренување на истрага, на кривично дело, нема основ за создавање на обвинителен акт. Ама барем одреден чекор да направите во таа насока. Да ги повикате ујаво. Дојдете да видиме да еве медиуми ве зборуваат. Има луѓе, се извинувам, пратеници во собрание, портпароли на политички партии, свиркачи, пишуваат медиуми, пишуваат колумни медиумите. Дајте да ги повикаме да видиме дали е ова така или не.
Дајте да видиме еден состанок како на координативно тело во владата кога беше избеган господинот Мијалков да се направи со неколку институции. Со управа за јавни приходи, со агенција за катастар и со царинската управа. Дајте да видиме какви се примањата на функционериве или на овие бандитиве, мафијашиве. Дајте да видиме колку го имаат зголемено собствениот имот, колку се примањата, дали тоа што практично го поседуваат, каде живеат, дали го има запишано во катастар, чива е собственоста, како возат такви возила, од каде со такви примања. Дајте прво преку царинската управа ќе видиме која роба е, односно кои автомобили, уметнички слики, часовници внесени во државата, царинети, каде завршиле тие. Да немаме комични ситуации дека од мекици на деца. Да даваме квалификативи или обвиненија кои што се многу полесни од реалното случајно дело. Па на тој начин да пробаме овие 3% да ги покачиме, затоа што вие од мнозинството добивте максимални услови за работа. Закони ви беа носени тука. Прекршувани се секакви можни принципи воспоставени во парламентот. Со европско знаменце се носат закони за да ви се продолжува работниот рок, покрај тоа што се кршат законите за работни односи, до 67-8 години да бидете активни во судството и обвинителството. Академија за јавни суди и обвинители без никакви перформанси да се вклучуваат луѓе, за да може наместо луѓе со знаење, луѓе со признаени во филата, да бидат луѓе кои што имаат сомнителни квалитети или како Дамева од партија да се носени таму. Па да носиме секакви, како што кажав, луѓе кои што ќе стануваат обвинители, па да таму даваат различни обвинителни акти кои што се соодветни или не се соодветни. Па еве да земеме да почнеме еден процес, можеби од тоа треба да почнеме, да можеби извештајот за 2022 година нема да го разгледуваме 5 месеци од кога е стигнат. Ќе го разгледуваме многу порано, па да видиме во 2022 година, јас би сакал да видам конечно обвинителството да се охрабри, па да направи ревизија на некои еве би кажал обвинителни акти кои што се носени од обвинители кои што сега имаат веќе сериозно нарушен кредибилитет. Зошто да не ги отвориме повторно, да не дадеме одредена ревизија на овие обвинителниве акти, на Русковска, на едниот, на другиот, на третиот. Затоа што ако веќе почнеме со еден принцип, политички принцип на гледање на тоа, како е возможно во дискусија за зголемување на парламентарно мнозинство, еве сега нели беа овие од алтернатива влегоа во мнозинството, има услов, замислете почитувано обвинителе, да се направи ревизија на пресудите и на активе за диво населје, чинам нека беше за Монструм. И сега како е можно, сега еве некоја политичка партија која што сака да се приклучи на владиното мнозинство, да побара такво нешто и со која надлежност премиерот ќе им рече добро, ќе направиме ревизија, само влезете во владата. Каква е таа надлежност? Нели таа мешање на надлежности во вашата институција? Нели некој треба да се запраша зошто се случува тоа што се случува? Или сега ние заради коалициони договори, вие за тоа ќе можете повторно да отворите да правите ревизија на актите. Ама нема да можеме да правиме ревизија на акти на обвинител кој што има сериозно нарушен кредибилитет и кој што ве напаѓа вас, напаѓа владени функционери само заради тоа што повторно не станал обвинител. И веќе кога зборуваме со факти и со аргументи, сметам дека треба да дадеме да бидеме за јавноста малку и подиректни. И ме интересира дали има
некаков епилог или дали некој беше повикан на распит во обвинителството зошто со земен кредит од Европската банка за обнова и развој не се продолжуваат активностите во Штипската болница. И зошто дозволивме како држава да не бидат повлечени пари од банката заради тоа што не сме реализирале доволно проекти во Штипската болница. Или како со еден градоначалник поранешен на главниот град реконструира, односно реновира дома, а при тоа нема никаква дозвола за истото. Дали има некаква јавна разрешница за тој случај? Дали ќе има разрешница за случаите кога владините функционери внесуваат струја поскапа 5 пати, увезуваат, а продаваат ноќни вишоци за 3 пати поевтина цена. Значи некој создава профит, а од друга страна некој прави, односно ја оштетува државата за цени кои што се 5 пати повисоки. Дали обвинителството влезе во Електранина Македонија да ги истражи на водите на Државниот завод за ревизија дека 85% од договорите со 4 очи се склучени таму. И тоа договори, замислете, со фирми кои што прво биле формирани или создадени или направени 2 недели од кога е распишана јавната набавка, со собственичка која што никогаш не се занимава во енергетски сектор, која што добива тендер од 9,1 милион евра, затоа неколку месеци подоцна престојува заедно со директорот во одредени угостителски објекти, се дружат, разменуваат размислувања, разговараат. Како тоа не е симптоматично малку? Па ова се народни пари, мајко му. Зашто никој не е повикан на одговорност? Тоа се случило во 2021 година. Ете, дали повикавте некого во обвинителство да видиме каде се парите од градската куќа? Или зашто во претходниве години ниту еден градоначалник не е повикан во обвинителството да даде исказ за неактивирање на банкарска гаранција? Неколку градоначалници од ВМРО ДПМН се повикани и добија кривична пријава, од кој што едниот ги врати средствата. Овие никој не е повикане. Значи, тука нешто има кое што не е во ред, треба да се истражи. Ете, земавме кредит, потрошивме пари за дигитализација, дигитализацијата никаде ја нема, ресорниот министер не е повикан на распит во обвинителство. Да даде исказ, каде бил, што правел, зошто е донел таква одлука. Зашто не е повикан на распит поранешниот градоначалник на општина Центар за висококатниците кај Holiday Inn? Нели имаше мораториум, па покрај мораториумот беа издадени дозволи за градба. Тоа не е корупција, нема индикација за висока корупција или не? Ке чекаме сега некој од ВМРО ДПМН кога ќе ни е потребно да спакуваме некој за ич ништо. Како што го правевте тоа по 2017 година, кога градоначалниците на ВМРО ДПМН изгубија, утре дента после поразот, во Скопје се уште затоа што уште нема добиено уверение дека не се повеќе градоначалници, доаѓаат на состаноци со институциите, на враќање на кај општините, полицијата ги апси дека незаконски се возеле во службени возила затоа што повеќе не биле градоначалници. И затоа има кривична пријава, луѓето уште се по судови. Дали има, еве, ќе речам за некоја фирма која што работи во РЕК, извезува во РЕК, возат камионите, дали има некој повикан во обвинителството? Не проверува. Нема. Едноставно обвинителството се за такво кое што ќе се условно кажано случаи, нема надлежност. Дали има отворен случај или е повикан на распит некој од Агенцијата за национална безбедност за доделување на пасоши на овие криминалци, или дали сте го викнале некој да условно кажано објасни кој е тој Роко, кој што за 30.000 евра средува македонски пасоши? Дали сте го викнале на распит да дојде
министерот за внатрешни работи па да го прашате дали постои такво лице. Дали такво лице е активно? Дали такво лице постои во Министерството за внатрешни работи? Не сте го викнале. А пасошите продолжуваат. Само да се штанцаат, само ќе слушнеме некој бандит добил пасош и тука завршува све. Дали се повикани на распити хонорарците, Рашковски што им даваше хонорара, половина пари им ги земаше назад. И ред други такви работи, за кои што само помагаат во создавањето на перцепцијата на граѓаните за тотално нефункционално обвинителство, кое што е оценето со 3% и за жал една од топ приоритетите во оваа држава, односно топ проблеми. Приоритет не можам да го наречам, затоа што приоритет би бил, доколку некој би се зафатил со негово решавање, би било на некој начин соочување со правдата. Тука јас би завршил, би оставил простор доколку сакате да договорите на некој од овие прашања, па би се вклучил во понатамошниот тек од дискусијата. Благодарам.